Сакам да го поздравам нашиот гостин кој Слободанка веќе го пречека, балетски уметник и кореограф со меѓународна кариера Игор Киров. Добро ни дојде повторно во Македонија. Добро утро, добар ве најдов и поздрав до сите гледачи на вашата телевизија. А како тоа имаме и радиофоничен глас. Да. Само за песна. Утрински глас е тоа. Утрински глас. Пробале како пееш, а верувам дека и добро пееш. Да, Сузе, како што кажа, светско, А наше. а наше. Така е. Тоа светско, а наше некако кај нас тука малку послабо со представи, меѓутоа ќе зборуваме и за тоа и јавно ќе кажеме. Затоа што ваков светски човек, ваков кореограф и колку титули да дадеме? Една е доволно. Една е доволно, а ни светот не представуваш како Игор Киров пред се. Потеклото од Штип, ќе потенцираме Нема, исто тука нема така, да. пропаш. Меѓутоа, секоја чест за тебе, затоа што јас, еве, и како твоја пријателка, и секогаш кога следам каде ти се одиш и каде не представуваш, прво се представуваш и самиот себе си, оној талент и дарба кој што си ја носиш цел живот во себе, и како кореограф, прво ќе ти кажам секоја чест. Благодарам. Затоа што сега, кога ќе споменеме каде се сме били и што се сме сториле, Малку навистина е ќе за ги малку е, да, И што се е минутите се малку. се што е пред мене за оваа година. Ајде само последните, Игор, 6 месеци каде ние бевме и што правевме? Оф, па вака, за последните 6 месеци имав 6 премиери, за кои што ми беше навистина драго. Секој месец по... Па така, плюс минус му доаѓа. А првата премиера беше на 17 јуни во Народно позориште во Белград. Браво. Во склопот на 100 години од прославувањето на Белградскиот балет, каде што заедно со уште два кореографа од Хрватска и од Србија, и ја како македонец успеавме да направиме еден триптих каде што избравме стари југословенски или белградски композитори и кореографи за време Од времето. Од времето, да, мојата беше од кореографија направена во далечната 45-та, каде што од страна Политбирото била забранета веднаш после премиерата. Поради неадекватна сценографија, но ја успеав заедно со моите колеги на тие стари... Да ја заживеете. Да, да направиме едно ново видување на еден нов начин, на мала абстракција, на каде тој како изгледа од денешно време, како ние младите генерации на кореографија, во споредба во тоа што било, успеавме да дадеме едно ново видување, еден нов начин на експресија на телото, затоа што сепак телото, балетот со овие 100 години, да, еволуира, така да по завршувањето од Белград заминав на моја голема среќа дека бев во Белград, добив повик од директорот на Болшој во Русија. Дали слушаш Сузе Болшој? Каде- Сакала само Сузе да ја прашам што значи за тебе Болшој. Нешто недостижно и нешто култно. Нешто навистина култно и за респект. Тоа За нас достижно. Браво. Да, тоа беше и за мене. Секоја Кога ми чест, се Игор. јавија, благодарам, кога ми се јавија од таму ми беше као добро, да, така да успеав, ми беше драго покрај целата ситуација во која што се наоѓа државата, а реков да, затоа што е сепак ние како културни уметници не треба да се носиме на тоа што се дешава ван границите на културата. Ми беше едно чест и задоволство на првиот ден кога застанав пред уметничкиот влез на Болшој, не внатре, значи пред да влезам во мојата прва проба, ми беше едноставно адреналинот На најако. На најако. Да. Направив еден дует кој што премиерно беше изведен во склопот на гала вечерта во почетокот на август. Еве можеме да погледнеме и Тоа во е, моментот моментално што се одвива, зашто тоа е црвената сова представа која што 2016 беше поставена тука кај нас во тогашната македонска опера балет, а сега нивна како да е нарекуваат нели национална представа која што беше едно многу поголемо ниво за Значи оваа слика, ова сега, оваа уметност која што ние ја гледаме, тоа е се во твојата визија. Така. Тоа е црвената Колку сова. е потребно еве една ваква кореографија да се осмисли? Па, конкретно за оваа представа 5 недели интензивна работа, веќе 6-та недела бевме на сцена, затоа што представата идеше заедно со оркестар, со квартет позади, затоа што е Шуберт Смрт и девојката. Така да, ова е представата од Белград кој што идеше на музика на Станоил Рајчич. Стринг квартет исто, така да за ова ми беше потребно некои интензивни 3 недели, затоа што е помал интензитет на представата. Така да
Колку членови работевме токму на оваа на представа? 20. 20. И како треба да ги организираме сите? Па добро, секој Сите се професионалци, предпоставувам, да. Меѓутоа, дали ги знаеше претходно или се запознаваш со нив? Види, што се дешава прво, кога идеш прв пат во компанија, па јас генерално имам да се направам аудиција. Да, малку да не запознаеш со тој момент. Имав ден работа со поголемиот дел на ансамблото, тие се вадеште и луѓе кои што се допаѓаат, кои што мисли дека може да to fit in the work. И на тај начин избравме некоја си група од 20 луѓе. Како кастинг еден. Како кастинг, да. И кога почна целата представа, ќе знаев отприлика затоа што целата партитура на таа музика е така расположена. Веќе со ликовите си имаш визијата. Сега ќе биде многу полесно кога ќе треба новата представа да ја правиме Белга, затоа што веќе ги знам. Веќе дури и затоа што е представата која што ја прави беше абстракција, но новата представа што доаѓа во Народно позориште е веќе наративен балет кој што зборува за еден нивен српски јунак Страхиња Бановиќ, за кој што ми беше драго дека мене ми ја доверија јас како македонец да правам српско национално дело во Белград. Така да представата треба здравје Божје во јуни месец да излезе како премиера, каде што музиката е специјално пишана за тоа, со драматургија адаптирана поред поемата на нивниот херој, сценографија и костимографија, значи се прави само во контекст на таа представа, така да веќе ќе биде многу полесно да го направам тоа. Моментално гледаме мојата најуспешна представа додека бев во Сплит као директор Делвичот и смртта, која што се одигра 25 пати само во зградата на Хрватско народно казалиште во Сплит, со гостување на Дубровачки летни игри, 3 представи исполнети во Сараево, со 4 представи, 2 дена исполнети, по 2 представи на ден имавме. Колку е културата таму, гледаш, Сузан, на толку многу високо ниво, а за жал кај нас ништо не се случува на токму на ова поле, за жал. Те имаме кај нас се дешаваат ствари, само не е во контекст каде што јас сум дел од тоа. Едноставно си терат на свој начин, rules and regulation, начин екзистенција, своја политичка програма. Те прескокнуваат, сакаш да кажеш тука кај нас во Македонија. Па да, тоа е мислам. А еве колку сме во светот секаде повикани токму за кореографија и слично. Меѓутоа, еве, ова што јас сега го гледам, тоа е една толку голема уметност, тоа е толку нешто за воодушевување на вистина и еве, само што погледнавме, виднаш допира до нас и уживаме. Можам да замислам како ужива публиката кога целосно ќе го погледне сето она што ти си го реализирал на сцената и морам да ти кажам уште еднаш. Па кога ја кажуваме бројката колку е публиката заинтересирана, можам да замислам. Па еве, како сето тоа изгледа во живот. До сега да бидам искрен, од се што имам поставено се нема одиграно еднаш или 2 пати, него барем минимално 15 пати, а кога една представа ќе се одигра 15 пати, се зборам за еве Делвичот и смртта беше само за 2 сезони само во Сплит, а Сплит е мало место. Плюс успеавме да го напуниме Елисински, што ми беше навистина голема чест, затоа што прв пат Сплитскиот балет гостуваше во Елисински, а Елисински е голема дворана која што збира 2000 луѓе внатре. Така да, а после, да се вратам само назад, после завршувањето со Болшој, заминав во Арменија, во Ереван, каде што беше... Како помина во Арменија? Ајде малку во Арменија. Русија секако ни е позната, имаме некои секако... Јас бев многу позитивно изненаден од таа земја, затоа што е една земја која што валја од старите, од системот кој што претходно бил поставен таму, луѓето идат во театар. Луѓето сакаат театар, луѓето гледаат театар. Една земја која што е чиста. Каде што јас бев изненаден како Ереван како главен град да биде толку чист град, затоа што обично се очекуваш во поголемите градови дека е да биде похаотично, да кажеме, од било каков поглед. Организирани, средени, има шанси неколку дена да прошетам малку во внатрешноста, каде што и внатрешниот дел, и селата, и тие урбаните места... Колку време се задржавме во Арменија? Бев 3-4 недели скоро, затоа што исто беше дабл, помала представа, заедно јаделе вечерта заедно со арменска кореографкиња, така да ми беше драго дека играчите прв пат се поставуваше во нивната национална куќа модерен програм. Така да како играчите го примаа сето тоа, како тој нов стил за нив им беше навистина драго дека беа желни да научат нешто ново. Дали знае од каде си?
Да. Дали знаат за Македонија? Знаат. Види, Арменија исто, како и Македонија, стара земја, но со нова историја. После расцепувањето на Советскиот сојуз, како и ние после завршувањето на Југославија, тие земји меѓусебно се знаеме кои сме од кај сме. Така. Кога ти идеш во Америка, таму може би да имаат проблем, али генерално во Европа знаат за нас. Знаат, да. Мене ми беше најинтересно на почетокот 96-та кога излегов од Македонија, кога во Холандија не знае. Која е Македонија, од каде си? Доли имавме ситуација каде што имате вие телевизија, таму знаете што е. До тој степен. Затоа што збориме за уметноста, например, на академијата бевме уметници, а доаѓаат луѓе каде што нит знаат од која е Македонија, кај е Македонија. Но потоа ќе им покаже Игор од кај. Да, после со тек на времето веќе свати дека постои земја како што е Македонија, но еве, пак ќе кажам, 96 тоа беше на самиот старт каде што не е ни чудно дека луѓето уште не знае кој е, што и како е. Така да навистина многу успешни кореографии до сега изреализирани. Се трудам. Успеав после тоа јас да се вратам на сцена, после 9 години пауза. Навистина? Да. Затоа што 2023 беше 10 години. Имаме кондиција? Да, па многу е потешко да бидеш кореограф од кога да бидеш играч, затоа што кога кореограф, моите представи се генерално физички. Значи секој покрет ја морам да го покажам по неколку пати. Значи секој покажување веќе ти мора да си во форма и да ги правиш сите ствари. Така да иако сум скоро, ајде, во некој си age каде што веќе е крајот негде, мислам тие можев уште да играм. Пензионирање во балетот? Да, пензионирање, но сепак со самото мое покажување на покрет бев во форма и сум во форма и се трудев заедно со мојата асистентка и уште еден кореограф од Србија, затоа што ние сме тројцата основачи на Балкан Денс проектот, да во режија на Љубиша Ристич да го направиме проектот Лажливец или Драги мој Лажливко, кој што се одрига во Српскиот културен центар по повод 10 години од основањето на Балкан Денс платформата, за да потоа заминам во Љубљана како визитинг професор и новември беше премиерата на Травијата во Српско народно во Нови Сад и од таму да заминем во Минск, каде што направив обновата на представата The Cube Untold, која беше оригинално поставена 22 во Сан Петерсбург во Русија. Играчите ја поставија, само дојдов при крајот, го видов целиот продукт, исчисти што треба да зачистам, што би се рекло сценски да се постави со светла. Она што може би смета. Да, и крај на ноември ја извозив мојата последна премиера во минатата година. Браво, Игор, навистина. Во ова време јас мислам дека од минутки колку што ни се дозволени, опативме се. Јас само би сакала да искористиме еве последната минутка за крај да ни кажеш што ќе следи од тебе. Каде се те повикуваат? Каде највисоко котираме како кореограф? Па вака ќе стартирам прво од домашното, од дома, а тоа е дека од 29-ти почнувам 2 недели интензивен курс во балетското школа во МБУ Цели Николовски Луј, каде што секоја година во соработка со дирекцијата на школото младите генерации ќе се трудам да го пренесам моите знаења на нив. За веќе во крајот на април месец се премиерата во Љубљана, во Нова Горица, во склоп на Балкан Денс платформата, Европски културен центар, заедно со словенски кореограф ја делиме програмата, за во јуни веќе да дојде Страхлин Бановиќ, како што реков, во Народно поздружство во Белград, и во октомври почнувам представата Прометеус по музика на Бетовен во Државниот театар во Хоф во Германија. Секоја че е успешна приказна на кореографот Игор Киров на светските балетски сцени, така е насловот и нека биде уште поуспешна и понатаму. Игор, посакувам и благодарам што беше дел од утринската програма, да слушнат гледачите и повторно да ги подсетиме кој е Игор Киров и како тоа представува Македонија надвор од нашите граници и колку навистина имаш толку преубава успешна приказна од твојата професија. Благодарам и јас. Се гледаме повторно. И јас благодарам и покрај тоа што веќе влегуваш во оние години кога за вас балетаните велат дека треба да се припреми човек за пензија, јас знам дека ти си како виното. Тоа е како виното. А ние со пензионирањето се Ние рано не размислуваме ние за пензија, но посакувам навистина многу продуктивни, успешни години. Следната декада да ти биде навистина продуктивна. Ти си всушност и олицетворение на она кога не ти даваат да светиш на твоето небо, пронајди некое друго небо, ама ти не пронајде небо, пронајде планети. Цели планети и навистина ти се восхитувам секоја чест за она што го правиш и она во што се надминуваш непрестано себе си.